Петар, луѓе константно слушаат за вештачка интелигенција, што ќе се случи, превземање на светот од роботите, како ќе не контролираат, како ќе останеме без работа, како се следи, се знае, сите ќе станеме неупотребливи. Од твоето искуство и според твојата перцепција, на кратко, што е всушност вештачката интелигенција? Значи, вештачката интелигенција, вака како најширокиот поим, е било каков систем, софтверски обично, кој што имитира човечка интелигенција. Значи, тоа може да значи јазик, разум, логика, реакција на промена на околности. Ама тоа може, ама и не мора да подразбира некој вид на машинско учење, односно учење од податоци за таквата реакција. Но во денешно време, кога зборуваме за вештачка интелигенција, претежно се мисли за тие големи јазични модели, што се кратенката е LLM на англиски. И таков е ChatGPT и останатите модели кои што се сега многу популарни и се користат. Значи, кога велиме јазици, тоа се веќе научени патерни некои, научени патерни од искуството на човекот, или вештачката интелигенција, односно овие системи веќе според искуството почнуваат и сами да учат некакви нормални понатака сегменти на развој. Тоа е тоа што највише не плаши нас луѓето, дека нема да им бидеме потребни веќе за да ги полниме со информации. Па, јас мислам дека најмногу не плаши дека тие ќе не заменат на работното место. Како што гледаме се повеќе развој во нивните вештини, дали со јазик, дали со дигитално управување на алати, дека тоа ниво на разум кој што тие можат да го симулираат е доволно за да се замене еден работник на едно работно место. И мислам дека тоа е најмногу застрашувачки за обичните луѓе. Мислиш дека е реално тоа? Па, реално е затоа што веќе го гледаме, посебно во мојата област, еве како програмер, доживува... Па вие го создадовте сега и... Да. Први жртви. Да, мислам, така и се уште се вработуваат програмери кои што развиваат вештачка интелигенција. Ама ете, баш во програмирањето е најдобриот пример и тоа големите фирми за вештачка интелигенција дури ги предвидуваат програмерите како под најголем ризик за замена, затоа што тие вештините програмерски први ги развиваат за вештачката интелигенција. Сега во моје искуство, алатите на некои начини се многу подобри од луѓето во некои работи. Например, вештачката интелигенција како програмер може во многу пократко време, за многу побрзо да изгенерира код кој што ни еден човек не може, и најдобриот програмер не може во таа брзина да го изгенерира. Но искусните програмери, кои што виделе какви се тие резултати, можат да познаат дека понекогаш тој код си има некои грешки, насоки, тргнати во погрешни насоки и потребна е стручен програмер со искуство. Значи пак му треба човечки инпут. Така е, за да ги поправи насоките, за да го насочи алгоритмот да си ги поправи грешките во една или во друга насока. Така што на некој начин во некои работи се веќе подобри од луѓето. Но ќе стануваат и подобри, кога ќе научи како да ги поправа своите грешки. Така е. Може и сам да се коригира. Така е. И не само во програмирањето, но и другите дигитални области. Значи се користи вештачка интелигенција за пишување, за статии, за вести, но луѓето приметуваат некогаш јазикот дека наликува на нешто што е генерирано, а не нешто човечко. Но и тие се менуваат. Некој може да им наредите каков стил да искористат, дали да зборат поформално, дали да зборат по колоквијално и тоа. Да. И со кој глас, и со кој тон, и со кој акцент. Да. Со оглед на твоето искуство, што го имаш во една од најголемите светски компании, која што директно се занимава токму со ова, со развојот на големите модели, има ли нешто што те плаши во иднината, дека може да отиде во правец кој што некому може во одреден период да му носи и да му генерира ненормално големи средства, буџети, финанси или привилегии, или пак едноставно да искочи од контрола само заради тоа што нешто сме испуштиле во кодот? Па, некои работи да ме плашат,
ама тие се тоа е искрено повеќе политичка тема отколку техничка, затоа што технологијата си е таква како што е и треба да се развива за унапредување на човештвото и на процесите на работа. Секако дека треба технологијата секогаш да се унапредува. Но од политичка и бизнис гледна точка, бизнисите кои што имаат корист од вештачка интелигенција и да применуваат алатки со вештачка интелигенција, секогаш ќе им биде во интерес да, ако може да заменат еден работник целосно со алгоритам, дека тоа би им користело. Без разлика дали тоа можеби квалитетот не би бил толку добар на таа вештачка на таа алатка. Сега тука доаѓа опасноста дека големи фирми кои што може тоа да го направат на многу големо ниво, можат и масовни отпуштања да имаат. Тоа е веќе работа на регулативи и општествени одлуки кои што една држава можеби ќе сака да го регулира тоа и да не им дозволи на бизнисите да направат такви турбуленции во работниот пазар. Но не се сведа на технологијата за жал. Тоа ќе одлучат политичарите и регулаторите. За колкав временски период правиме тука муабет? Па дури брзо напредува вештачката интелигенција во замена да речеме на овие клучни работи. Да си ги изеде креаторите прво. Па да, веќе сме некако во сред веќе сме во тој процес, се случува веќе тоа, посебно за програмерите, ама и за сите други дигитални работници. Значи тоа ги вклучува и личности кои се забавуваат со маркетинг, со анализа на податоци, новинари кои што пишуваат текстови, со исто така административна работа, менаџерски одлуки кои што треба, финансиски анализи кои што треба да се. Кои се безбедни професии според тебе? Денеска прочитав, извини, нешто, ако може да престанете сите да бидете контент креатори, ни требаат електричари. Така. Ама кои се безбедните, оние blue collar што ги нарекуваат професии, кои што или оние кои што имаат, не знам, најчовечки допир на професија, на креативност. Не знам, како ти ги гледаш, кои се на безбедната страна? Најбезбедни би рекол дека се сите професии кои што имаат некаква физичка работа, посебно тие кои што се со некоја прецизна физичка работа, особено со прсти кои што работат, затоа што роботиката, иако гледаме го напредување многу и во таа област, самата роботика, развивање на машини кои што можат тие некои прецизни работи како луѓе да ги направат, е во многу рана фаза. Значи зборуваме за работи како плетење, создавање некои физичка уметност, исто така хирургија, например. Тие се некои работи. Во хирургија сметаш дека роботите нема да бидат добра замена? Ќе бидат, ама се уште е во многу рана фаза, да. Можеби во диагностика сега да речеме. Во диагностика, да, што е претежно дигитално, треба да се одлучи нешто врз основа на дигитални податоци, да, но во интервентни некои физички работи, сепак сме во рана фаза. Значи тие што работат со баш буквално со раце, со прсти, тие се најсигурни. И како што ги кажавте, електричари, тие мора да отидат да видат кабли. Водоинсталатори, мајстори. Така, водоинсталатори, мајстори, сите тие се многу побезбедни од дигиталните работници. Едно прашање за твојата лична перцепција. Ти се врати после многу години поминати во Соединетите држави, каде што и се образуваше твоето високо образование, каде што работеше токму во тој круг на создавачите на вештачката интелигенција и се врати во Македонија. Поспор ли е тука процесот и за тоа ли се враќаш? Овдека знаеш како, прво ќе ги изеде тие таму, значи креаторите, а овде дека дојде ние практично добиваме на време, кај нас се иде поскоро. Па не толку заради тоа, ама би било интересно да вежа таа причината. Да, ама делумно да ме плаша тие работи што ги гледав таму во Америка, значи таму се движат работите многу брзо и таквите работи се случуваат прво таму. Од кој аспект те плашат работите што се случуваат? Па таа немање стабилна сигурност околу работното место во повеќе фирми, додека бев таму низ целата индустрија, IT индустрија и повеќе индустрии имаше големи отпуштања од работа. И
ама тоа не беше големата причина зашто. Дури сметам дека за една држава како Македонија, каде што си има проблем со работна сила, работниците си одат, развој на технологии кои што можат да ги автоматизираат процесите и да сведат една работа која што барала 10 луѓе претходно помалку луѓе, но стручни да користат алати со вештачка интелигенција, може многу да ја помогне на Македонија. И јас гледав голема можност, голема прилика да дојдам и да пробувам тие работи да ги развивам во оваа држава. И како ти се чини? Па Предизвиците тука се сосема други. Да. Други се предизвиците, ама имам голема мотивација тоа да го правам и иако често се збори дека можеби ние немаме толку добри работници и дека не сме толку работливи, моето искуство е различно, дека со работниците со кои што сум се сретнал до сега се многу продуктивни, дури некогаш многу пати повеќе продуктивни од американските работници кои што ги сретнав. Но секако нашата држава, како што кажа, споро се движи во тој технолошки развој за вештачка интелигенција и ќе треба време да стигнеме до тие некои нови методи на работа. Глобално гледано, дали овие тенденции кон се што е роботизирано и се што представува некаква вештачка интелигенција за која што имаме чувство, а и практично ни заштедува многу време, но и реално малце ни ги закочува механизмите, сивите кели во мозокот. Глобално кога ќе гледаме, постои ли можност да не замени комплетно и што би правеле ние како луѓе тогаш? Ќе имаме многу слободно време, ќе одиме на одмори нон-стоп или ќе измислуваме нешто сосема ново, или мислиш ли дека можеби ќе стигнеме во фаза во која што ќе се презаситиме од се ова што го имаме, било која мисла што ќе ни падне на памет, прашај го ChatGPT, и ќе има некаква тенденција на луѓето да се вратат кон аналогното и да се исклучат комплетно од се. Како тебе ти изгледа? Па, тоа е добро прашање. Има многу делови на тоа прашање, со тоа што секако дека продуктивноста и автоматизацијата ќе продолжи и да се развива. И секако се повеќе и повеќе ги користиме тие работи. И веќе се случува да ние за некои работи, наместо да зависиме од својот разум и логика и сето тоа да си ги израчунаме во глава работите, зависиме од таа технологија да ни ги одговори сите прашања. Исто и во програмирањето тоа се случува, каде што имам најмногу искуство, каде што новите програмери се сега навикнати дека имаат алати за вештачка интелигенција и немаат ни прилика да ги развијат вештините кои што им се потребни за да станат подобри програмери, затоа што сега вештачката интелигенција им ги решава сите проблеми однапред. Сега дали ќе се заситиме од сето тоа и ќе се исклучуваме, тоа мислам дека е возможно, мислам дека има такви трендови, некои луѓе тоа веќе го прават, сакаат да си направат како детокс, тоа го викаат од технологија, ама дека ќе престанеме да ги користиме или да ги гледаме овие алати во функција, не верувам. Мислам дека таа Пандорова кутија откако сега е отворена, нема да може да се затвори. И се заканува ли крај на цивилизацијата таква како што ја знаеме? Те плашат ли тие такви некои предвидувања, ставови? Се почесто ги слушам. Па вака, тоа е устари контроверзно прашање, ама јас ќе кажам, мене не ме плаши крајот на цивилизацијата. Долгорочно сум оптимистичен дека ќе имаме големи бенефици од вештачката интелигенција, од автоматизацијата на работните задачи и сето тоа. Но, како што напоменав претходно, краткорочно има големи опасности. Значи, доколку регулативи не постојат, да ги обезбедат работните места или да им додадат некои гаранции на работниците кои што се под ризик од губење на работа, можеме да доживееме големи економски турбуленции и општествени турбуленции. Значи, има тука многу работи за кои што е разумно луѓето да се плашат, ама мислам дека долгорочно ќе уживаме, како што кажавте, во некои работи кои што сме се секирале, ни требале повеќе луѓе и работа, нема да мораме така да ги правиме веќе.